Новиот кружен тек на излезот од Кичево кај раскрсницата од магистралниот пат за Охрид и Прилеп по една година работа конечно е готов. Кружниот тек е заедничка инвестиција на општина Кичево и јавното претпријатие Македонија пат. Ваков кружен тек претходно беше изграден и на раскрсницата кај автобуската станица и представува навистина големо олеснување на сообраќајот. Емин Насуфи, задолжен за локално-економскиот развој во општина Кичево, за телевизија Мега истакна дека општина Кичево со своји средства ги финансираше кружниот тек и подземната инфраструктура, додека Македонија пат работните обврски ги имаше во делот на асфалтирањето на коловозот околу кружниот тек. За да може поефикасно и побрзо да се изведе целиот зафат, општината изминативе денови ангажираше една градежна компанија од градот и благодарение на нејзиниот целодневен ангажман, кружниот тек конечно е завршен токму во периодот пред најголемите сообраќајни метежи што ќе се случат на западната магистрала во наредните 40 дена, кога се очекува поголем број на возила да сообраќаат кон Охрид. Хортикултурното уредување на кружниот тек ќе го изврши јавното претпријатие Комуналец од Кичево. Од општина Кичево најавуваат дека наредните денови повторно со заеднички вложувања на општината и на Македонија пат треба да започне изградбата и на третиот кружен тек на магистралниот пат што минува низ Кичево на крстосницата на патот за спортско-рекреативниот центар Крушино и селото Кнежино. Ова е и единствената раскрсница што досега се регулираше со семафори. Токму на ова место, наскоро наместо овие семафори, треба да се изгради нов кружен тек. Најверојатно, семафорите ќе бидат дислоцирани на друга раскрсница во градот, затоа што Законот за сообраќај налага заради автошколите на едно место да има задолжително семафори. За да може нормално да започне изградбата на новиот кружен тек, општината Кичево ќе изврши експропријација на поголема површина земјиште, за да може истиот да ги поседува пропишаните димензии. Според плановите, овој кружен тек би требало да биде завршен до средината на септември.